Внимавајте од каде купувате месо, месни и млечни производи, бидејќи дел од маркетите и продавниците ги исклучија фрижидерите или ја намалија температурата во нив како мерка за заштеда на струја. Граѓаните се жалат и дека се случува често да купат расипана храна која не е со изминат рок. Дали ви се случило да купите нешто расипано од маркет? Се случува, како да се случува. Се случува. Приметивте ли дека ги исклучуваат фрижидерите во маркетите? Не сум приметил, меѓутоа за поминат рок се случува и тоа. Дополнителен проблем е што речиси е невозможно да се најде ладно пиво или сок. Фрижидерите во кои се чуваат пијалуците во голем дел од маркетите воопшто не ладат или се користат само како обични полици. А приметивте ли дека ги исклучуваат фрижидерите во маркетите? Тоа да, во последно време сабо еден маркет, да не го именувам, нели не е. Да. Па во маркетите нешто кога земаме за пиење или пиво или ваму слабо ладат. Исклучуваат. Сум видела тоа. Али не ми се паднало баш така расипано да купам. Ради соковите, иначе не знам, верувајте не знам дали ги исклучуваат. Джабе да не береме греф, иначе кај што е месните работи не исклучуваат, само кај што имаат сокови ради штедење. Од Организацијата на потрошувачи ги советуваат граѓаните дека доколку се соочиле со ситуација производ кој што е со валиден рок да биде расипан, веднаш да го вратат во продавницата од каде што го купиле и да пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство, а маркетот е должен да им ги врати парите.